По 2 месеца можам да кажам навистина дека направивме повеќе од 10 интервенции. Тој е до моментот, бидејќи се уште тимот од двете страни се запознава во однос на функционирањето, но бенефитот е навистина огромен и од страна на човечките ресурси, од страна на опремата инфраструктурата која што добиваме. Тоа значи дека имаме 12 кревети за интензивна нега, комплетно опремени. Имаме операциона сала која што ни е нонстоп на располагање, која е било дел од денот. Има катерациона сала која што може да биде хибридна сала, тоа значи можеме од 2 часот после полнок да се симнеме и да работиме сите можни најтешки компликации во комбинација со интервентна кардиологија. Магнет и компјутер, ресурси човечки, мислам на еден кардиохируршки тим кој што искусен и овде работи со години, така да навистина приметивме дека сите тие работи кои што ни ги прележале, кои што ние се ги компорираме заедно да можеме да ги заедно да ги вклучиме. Од аспект на планот и на тоа кои што ни се предизвиците, целта ни е да ги згрижиме најтешките деца во државата. Значи не само однос на кардиохируршките деца, туку секој дете кој што ќе бара екстремно тешки, ќе бара екстремно добро премена интензивна нега и од кадариот опрема. Например, во моментот детето скоро е пред пуштање дома, дете кое што е болно од цироза, кое што чека трансплантација, кое крвареше на клиника, го примивме, го опериравме и тоа дете сега ќе замене дома, а требаше се прати во странство. Мислам дека 5 деца беа над 1 година, а другите се под 1 година. Сите се успешни, освен што имаше 2 дечиња кои што не се оперира, бидејќи има иноперабилни почина, бидејќи има иноперабилни срцеви мани, кои што во консултација со повеќе центри разговаравме, деца кои што беа комплексни, што немаше можност воопшто не се пратат во странство. Значи најтешката форма. Тие беа по килограм, 2 килограми беа тешко новородени дечиња.